денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Откако вчера на бензинските пумпи се создаваа редици, владата уверува дека државата има резерви на нафтени деривати. Зголемената телесна тежина ја зголемува веројатноста од различни болести. Лекарите со апел за здрава храна и физичка активност. Поради недоразбирање во сообраќајот, физички бил нападнат 27-годишник од Гостиварско Врапчиште. Откако вчера на бензинските пумпи се создадоа редици од граѓани кои чекаат да полнат гориво, владата уверува дека државата има резерви на нафтени деривати. Граѓаните да бидат смирени. Нафта и нафтени деривати има доволно и нема место за паника, уверуваат државните институции. Откако граѓаните побрзаа да полнат бензин и се создадоа долги редици пред пумпите. Председателот на владата Димитар Ковачевски во емисијата Утрински брифинг на Слободна ТВ истакна дека во земјава нема никаква криза со горива и упати апел до граѓаните да не подлегнуваат на шпекулации. Во Република Северна Македонија нема никаква криза со горива, со бензин, со дизел, со Евросупер, затоа зашто ние имаме непречено снабдување со нафтени деривати, кое што доминантно се одвива преку Грција. Во однос на она што се случуваше вчера, сакам да упатам апел до граѓаните да не подлегнуваат на никакви шпекулации, да не подлегнуваат на паника, со оглед на тоа дека во државата има доволно потребни количини на нафта и нафтени деривати. Исто така сакам да упатам апел до трговците со нафтени деривати. Не смеат да ги ограничуваат количините кои што ги продаваат на бензинските пумпи. И председателот на регулаторна комисија за енергетика Марко Бислимовски вели дека нафтени деривати има, редовно е снабдувањето и резерви има. И ја претпоставувам дека некои од нив, очекувајќи го покачувањето на цената, сакаат да си ги чуваат своите залихи кои што се набавени по пониска цена и од следната недела да прават екстра заработки, кои што апсолутно е некоректно и не ми се верува дека во вакви ситуации постојат компании кои што се сведуваат на овој начин на работење. Во време на криза се ова ни се случува. Било кој да посегне на било какви шпекулации во наредниот период, доколку има лиценца за трговија, ќе започнеме постапки за одземање на лиценците. При тоа треба да се знае дека малите бензински пумпи немаат лиценци за работа, регулаторната комисија за енергетика издава лиценца само за трговија со нафта и нафтени деривати на пазарот на големо. Од владата преку соопштение порачаа дека граѓаните не треба да се грижат, трговците редовно да набавуваат гориво согласно побарувачката. Владата апелира дел од трговците на мало со нафтени деривати да не ја ограничуваат количината, односно сумата до која го продаваат горивото што се точи во автомобилите, а потрошувачите да не чекаат во колони на бензинските пумпи и да не прават залихи од гориво поради безбедносни причини. 4 март се одбележува како Светски ден на дебелината. Зголемената телесна тежина ја зголемува веројатноста од различни болести, поради што лекарите апелираат граѓаните здраво да се хранат и да имаат повеќе физичка активност. Лошата исхрана и слабата физичка активност се најважните фактори кои придонесуваат за зголемен број на луѓе со зголемена телесна тежина и дебелина во светот. Ситуацијата во нашата држава сугерира дека тие проблеми се повеќе се присутни и кај популацијата во земјава. Луѓето кои живеат со дебелина се со поголем ризик од други хронични болести, а дебелината исто така фактор на ризик за компликации при COVID-19. Први ризик фактор дебелината ни е кај хипертензија, односно покачениот крвен притисок, кај диабетесот, исто така тоа е шеќерната болест, кај сите кардиоваскуларни болести од типот на зголемен холестерол,
заедно оди тоа до сите атеросклеротични промени на крвните садови. А како што знаете, сите промени одат со сите кардиоваскуларни болести. Исто така, дебелината представува ризик фактор кај сите зглобни заболувања, заболувања на кичмениот столб, потоа кај колената, значи кај сите зглобно заболувања, тие представуваат ризик фактор затоа што зголемената телесна тежина директно влијае врз самиот зглоб и нарушувањата директно што се настанати. Исто така тоа е во корелација и со возраста, кај повозрастните е поголем проблем, но не се исклучуваат и кај децата, затоа што во последно време голем проблем представува обезитет кај деца, па исто така и корелирани болести со соодветните работи. Исто така херниите, потоа болестите што се асоцирани со камчињата, што може исто така да доведат компликации, проширените вени, не ги спомнавме на долните екстремитети. Многу често слушате во последно време актуелен е се уште ковидот. Директно смртноста од ковид зависи со тоа дали пациентот е во некаква обезитна состојба. Во насока на превенција, лекарите со апел граѓаните да конзумираат здрава храна и да имаат повеќе физичка активност. Во смисол да се бира точно одредена храна. Тоа значи да се користат повеќе зеленчук, овошје, да не се користат висококалорични, брзи храни, пржената храна исто така многу смета. Треба да се размислува која храна се јаде, а гледните хидрати представуваат просто резерви во организмот. Тоа се јаде кога стварно ни треба некоја брза енергија, додека да се размислува која храна да се јаде почесто, да се јаде здраво, да се јаде повеќе оброци дневно, да се користат напитоци од типот на вода, чајви, супи, некои такви течни храни, да се избегнуваат газираните пијалоци. Би посочила дека алкохолот има доста голема калориска вредност, па треба да се избегнува исто така. И многу важен фактор, би го посочила, движењето. Значи да се намали тоа време што е седечко, односно пред компјутер, во кола, колку почесто да се движиме до работа, пешачење во природа е многу благопријатно. Најмалку кардиолозите посебно препорачуваат 30 минута дневно да имате физичка активност, но на релаксирана физичка активност, затоа што стресната ситуација пак од друга страна представува уште еден ризик фактор за гојазноста. Може би тука би спомнала и генетскиот фактор, голема улога игра, да знаете, во тоа дали некој ќе биде обезитет, ама тоа не значи дека треба да одиме по гените, туку сите овие навики што ги подспомнав, исто така и социоекономскиот фактор игра голема улога за да изберете одредена храна, но сепак ако се размислува, точно се знае што може повеќе да се користи во храната, се надевам дека многу лесно може овој дел да се регулира. На Светскиот ден на дебелината, 4 март, Институтот за јавно здравје објави дека 800 милиони луѓе ширум светот живеат со дебелина. Се очекува дебелината кај децата да се зголеми за 60% во следната деценија, достигнувајќи 250 милиони до 2030 година. Матичните лекари кои денес повторно тивко протестираат како и пред 2 недели. Седат во ординациите со бел мантил на себе, но достапни само за итните пациенти. Ќе бидеме во нашите амбуланти, за се што им требаме, нели тука ќе бидеме, но нема да се повторно да се користи мој термин. Така да можам да кажам дека очекувавме барем неколку точки да се придвижат, независно дали е режим на лекови, дали да се најави покачување на бот, никој не бара од утре, нека биде тоа од април, од мај, но сериозно да видиме нова методологија за начин на плаќање. Но ниту режимот на лекови не се помести, за казнената политика анекс не се направи нов, точките точно се одредени кои се со фонд, кои се со Министерство за здравство, така да специјалистите се незадоволни во приватниот сектор за тоа што буџетите не се поместени, има огромна дискрепанца. Матичните знаете за сите поскапувања кои што се случија во изминатиот период, никој не се случи да даде барем финансиска помош, значи нова сума да се израчуна како би се плаќале тие мали амбуланти, значи ништо конкретно не се помести. Пронајдена марихуана, сомнение за извршена кражба во маркет во Гостивар. Следуваат деталите од полицискиот билтен на СВР Тетово.
Вчера вечер околу 22 часот и 30 минути во Тетовско Боговиње, полициски службеници лишиле од слобода 18-годишникот Горно Палчиште и 21-годишникот Селце Кеч, затоа што при нивен и преглед на возилото со тетовски регистарски ознаки, што го управувал едниот од нив, им била пронајдена марихуана. Двајцата се задржани во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе им биде изготвен соодветен поднесок. Вчера околу 11 часот и 30 минути на улица 146 во Тетово со судска наредба приведен е 43 годишен тетовец за издржување на затворска казна, пошто тој бил спроведен во казнено-поправната установа Затвор Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 19 часот и 40 минути на улица Ѓорче Петров во Тетово со судска наредба привеле 33 годишен тетовец за издржување на затворска казна во казнено-поправната установа Затвор Тетово, каде што набар го бил испроведен. Вчера вечер околу 22 часот и 15 минути лишена од слобода била 45 годишна гостиварка поради сомнение дека извршила кражба во маркет во Гостивар. Се расчистува и документира случајот и против пријавената ќе следува поднесок. 27 годишник пак од Гостиварско Врапчиште вчера во 15 часот и 40 минути во СВР Тетово пријавил дека околу 14 часот во Гостиварски Добридол физички бил нападнат од едно лице, а поради недоразбирање во сообраќајот, откако претходно вербално се расправал со друго лице од селото Градец. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на овој случај. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно.